дозволете ми во овој дел, а во промоција на програмата, да го поканам скопскиот бискуп и апостолски екзар, доктор Киро Стојанов, кој заедно со координативниот одбор и со католичката црква беа сето време со нас. Повелете, бискуп. Благодарам директорке, благодарам господин градоначалниче за прекрасните и убави зборови кои што ги изнесовте во пресред на татковинската прослава денови на Света Мајка Тереза, кои што ќе се одржат токму во нејзиниот главен град, роден град Скопје. Почитувани новинари, сите вас исто така јас ве поздравувам и благодарам што сте денес овде во чест на нашата сограѓанка Блажена Мајка Тереза. Сите вие добро знаете дека оваа година во март месец не посети неговата имененција кардинал Паролин, Пиетро Паролин, државен секретар на неговата светост. Токму пред неговото доаѓање во Република Македонија, неговата светост папата Франциск објави во Ватикан прогласување за светица на Мајка Тереза, а тоа беше на 15 март оваа година. Додека пред само некој ден, 24 август, неговата светост го именува и својот специјален делегат за нашата татковинска прослава денови на Света Мајка Тереза, неговата имененција кардинал Винко Пулич, сараевски надбискуп, додека како што ви е познато и како што веќе знаете, покровител на оваа наша татковинска прослава денови на Света Мајка Тереза е токму нашиот почитуван претседател на државата, професор доктор Ѓорѓе Иванов. Ако сите ние сакаме да го сумираме и опишеме целиот живот и порака на Мајка Тереза во само два збора, тогаш безсомнено тие два збора се Бог и љубов. Бог за Мајка Тереза е центар на нејзината екзистенција, додека љубовта е нејзината порака. Но ако сме присилени да употребиме само еден збор, тогаш зборот љубов доаѓа пред се, затоа што љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога, затоа што Бог е љубов, вели свети евангелист Иван. Едноставен израз на Мајка Тереза е каде е љубовта, таму е и Бог. Воспитувањето на Мајка Тереза, како што и самите знаете, средината и околината од која што таа самата произлегува, беа поволни за нејзиниот духовен раст во верата и затоа уште во својата рана младост развива интимен однос со Господа Бога. На само 18 годишна возраст таа презема решителен чекор во својот живот и одлучува да се посвети за мисионарка во Индија. Мајка Тереза знаела да каже: ние сите сме создадени за поголеми нешта, од да љубиме и да бидеме љубени. Да можеме да љубиме како што Бог љуби, таа вели неопходно е секојдневната молитва. И тоа без одлагање, туку секогаш да се молиме. Мајка Тереза ја нагласува важноста на молитвата, велејќи што е крвта за телото, тоа е молитвата за нашата душа. Сепак нагласува, велејќи за молитва потребна е тишина. Само во тишината ние можеме со чисто срце да разговараме со Господа Бога. И затоа е познат и нејзиниот цитат токму во таа молитва која што вели, а сите вие ја имате ова сликичка или образ, кој што од позади е напишано: плодот на тишината е молитва, плодот на молитвата е верата, плодот на верата е љубовта, плодот на љубовта е служењето, а плодот на служењето е мирот. Почитувани, сакам да кажам, кога некој ја прашал Мајка Тереза што е, од каде и така, таа секогаш делела една сликичка на која што на едниот дел пишува нека ве благослови Бог, а на другата страна токму се тие нејзини изрази како една идентификација на кој припаѓа Мајка Тереза и што ние требаме да направиме. Токму од таа љубов кон
блажена мајка Тереза, која што за нас е чест и гордост, бидејќи е родена во нашиот град, овде е воспитувана во својата вера, од тука поаѓа во далечен свет и постанува потребна токму меѓу сиромашните од најсиромашните, односно за оние кои што се во потреба. И затоа и нашиот председател, и нашиот градоначалник на град Скопје, и останатите градоначалници на општините во Скопје, и Комисијата за односи со верските заедници, религиозни групи, и останатите сите државни и локални институции и организации се вклучија во оваа наша татковинска прослава Денови на Света мајка Тереза. 4 септември е денот прогласување за светица на мајка Тереза. Токму на тој ден Католичката црква организира во капелата на мајка Тереза во спомен куќата света миса во знак на една благодарност. Потоа, понеделник на 5.9. црквата организира целодневно обожување или клањање пред пресветата Евхаристија, што од сабајден во 8 часот до 17 часот капелата на мајка Тереза ќе биде отворена за молитва, размислување, контемплација, медитација. Секој граѓанин на Република Македонија е повикан. Сите ние веруваме во еден Господ, е повикан да може да дојде, да се помоли, да поразговара со Господа Бога. Потоа имаме секој ден света миса, света литургија во катедралата, токму во тие денови на света мајка Тереза, од почит кон неа, и имаме, бидејќи се совпаѓа со денот на независноста на мајка Тереза, на 8 септември, четврток, света миса за татковината. Тоа е веќе вообичаено. Во нашата катедрала секоја година во 18 часот имаме света литургија за татковината. Сите ние како граѓани на оваа држава сме повикани да се молиме за својата татковина и за сите тие кои што ја водат оваа држава. После тоа имаме разни други манифестации во кои што се надевам дека директорката на Комисијата за верски заедници, религиозни групи ќе представи се повеќе. Во сабота навечер имаме света литургија која што ќе биде предводена од белградскиот надбископ Монсенјор Станислав Хочевар, а веднаш после тоа е бдење, односно молитва, на која што очекуваме да се обрати генералната настојателка на сестрите мисионерки на љубовта, сестра Марија Према, и постулаторот за каузата за прогласување за светица, патер Брајан Колодејчук. Уште од сега ве поканувам сите вас, се добре дојдени и на оваа молитва. Значајната прослава ќе се одржи на плоштадот Македонија во 10 часот. Час пред тоа ќе биде програм анимација, вовед во светата литургија. Во 10 часот почнува понтификалната света миса, предводена од специјалниот папски делегат, неговата еминенција Винко кардинал Пулич, на која што ќе има своје обраќање и покровителот на оваа манифестација и останатите други значајности кои што ќе бидат прогласени токму за време на оваа света литургија. Јас благодарам на сите вас за страплението, благодарам за тоа што ме изслушавте и посакувам во духот на мајка Тереза да бидеме во сите тие денови обединети и заеднички да ги прославиме. Благодарам.